Северна Македонија ја доби својата заштитена соба, специјална просторија обезбедена од надворешни упади и обиди за прислушување, како и од можност за протекување на доверливи информации. По 7 години од иницијалниот договор дека има потреба од ваква соба, таа конечно беше финиширана и пуштена во употреба. Станува збор за просторија во склопот на зградата на Собранието, градена по посебни стандарди и безбедносни протоколи. Владеачкото мнозинство и опозицијата и во претходниот состав, а и сега, за разлика од други случаи, соработуваа за успешно заокружување на проектот. Со изградбата на заштитената соба се создаде безбедна средина и заштитен работен простор, каде што ќе се ракува со класифицирани информации со најголем степен на доверливост, без ризик од протекување информации или неовластен пристап. Заеднички да покажеме дека за нас најважно е колку повеќе ќе градиме демократски институциите во државата, а на тој начин ќе обезбедиме простор и можност за јакнење и зачувување на човековите слободи и права. Целиот процес беше наблюдуван, но и силно поддржан од меѓународната заедница. Преку овој заеднички проект во Собранието направивме важен чекор за создавање на средина каде безбедно ќе се водат чувствителни класифицирани дискусии. Оваа достигнување несомнено ќе придонесе за зајакнување на нашата демократија и унапредување на националната безбедност. Создавањето на ваква просторија беше сегмент од пошироката реформа на безбедносно-разузнавачкиот сектор спроведен по масовното нелегално прислушување. Меѓу другото, оваа заштитена соба треба да помогне за подобар надзор на работата на тајните служби. Отчетот што ќе го даваат директорите во разузнавачкиот сектор ќе биде само за ушите на оние кои ќе имаат највисок безбедносен сертификат, при тоа без ризик од упад или протекување на класифицирани информации. Изградбата на оваа соба би влевала доверба дека има соодветен парламентарен надзор над разузнавачката заедница. Воспоставувањето од транспарентен и отчетен безбедносен сектор во кој се почитуваат човековите права и се обезбедува ефективно спроведување на транспарентноста на разузнавачките служби. Надзорот не е само потреба, тоа е неопходна мерка за да се обезбеди слобода и владење на правото. Ова го слушна врвот на безбедносно-разузнавачката заедница во земјава, сектор кој во овој период се соочува со потенцијален нов ремонт, само 5 години по расформирањето на УБК и создавањето на Агенцијата за национална безбедност, АНБ, и оперативно-техничката агенција ОТА. Владата е решена да спроведе спојување на АНБ и Агенцијата за разузнавање, нешто што е наведено и во незината програма. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.